Како што доликува на најголемото европско жири Аутобест, 22-та гала вечер беше одржана во престижна локација и во присуство на годинешните лауреати. Традиционално на својата гала вечер Аутобест ги доделува и посебните признанија на компании, производи и персони кои со своето дело дале значителен придонес на автомобилската индустрија и се што е поврзано со неа. Овој пат тоа се случи во Ротердам. Галата ја отвори Дан Варди, председавач и еден од основачите на Аутобест. На гала вечерта беа доделени 9 признанија. Од нив ги издвојуваме EcoBest, кое му припадна на Hyundai Ioniq 6. Company Best е Dacia поради практичноста, прагматичните решенија во самите автомобили и цената која е добро избалансирана. Одличието го прими Завиер Мартине, подпредседателот на компанијата за маркетинг, продажба и операции. Системот Лидар од третата генерација со помош на лазер детектира евентуални пречки пред возилата и координира повеќе системи за асистенција на возачот, со што се избегнуваат несакани последици. Затоа одличието Safety Best му припадна на Валео, кој го прими творецот на Лидар Клемент Нувел. Да се биде во куќата на славните на Аутобест представува голема чест и привилегија. Жан-Пьер Плуе, главниот директор за дизајн на Stellantis, е одликуван со Design Best 2023, додека Артур Мартинс, кој важи за една од највлијателните личности во автомобилскиот бизнис, е Мен Best. Присуството на Луи Швајцер беше изненадување дури и за присутните од Рено. Зад неговото име стои консолидирањето на француската марка, на чие чело беше од 1992 до 2005. Во портфолиото на овој извонреден бизнисмен е запишано дека во својата кариера бил председател на AstraZeneca, директор на банката BNP Paribas, Electricité de France, Volvo, L'Oréal, како и подпредседател на надзорниот одбор на Philips Electronics. Ова се факти кои го оправдуваат приемот на Луи Швајцер во куќата на славните на Аутобест. Годинешното врвно признание Best Buy Car of Europe за 2023 му припадна на Рено Аустрал, кој собра вкупно 14.937 поени од 31 членото жири. Следната гала вечер на Аутобест ќе се одржи идната година во Луксембург.